Значи, како што и ветувавме во предизборната програма, дека Општина Кавалаци ќе имплементира нов проект, а тоа е проект за нашите најмили, дечињата кои што одат во основно образование, да им обезбедиме по еден оброк бесплатен на учениците. Од прво до пето одделение, оние најмалите, кои што се уште и не може сами да се снаоѓаат, нели, во делот на општеството, Општина Кавалаци распиша тендер, веќе завршена постапка и од вторник, значи од месец мај, почнува соснабдување на по еден оброк за секој ученик. Тоа значи дека од понеделник до петок и секој учебен ден за учениците дека ќе му се доставува храна за време на големите одмор да ја конзумираат таа храна. Храната се состои од доручек, односно ужинка за секој дете во првата смена. Мислам дека службите ќе го достават и менито на самата храна која што е разновидна и е квалитетна. И во делот на доставата на храна сега ќе има и со оброкот и по еден напиток или зеленчук или овоше во однос на сезоната која што ни престои. Сега месец мај има направено комплетно мени, менито е доставено до фирмата, така и е направен и договорот, че се доставува храната до самите училишта. Училишта имаат оврска, да имаат одредено лице за прием и за издавање на храна, а одделенските наставници од прво до пето ќе бидат тие кои ќе бидат задолжени да ја достават храната до самите дечиња и нормално тие да ја конзумират. Јас е еден апел и порака до сите родители на дечиња кои што имаат упишено од прво до пето одделение, дека од вторник е оброкот обезбеден, така да не мора да им пречат оброци на децата. Ќе го видиме месец мај како ќе поминеме со целокупното задоволство и на децата, и на родителите, и на наставниот кадар, и врз основа на тоа продолжуваме од месец септември, па цела учебна година 23-24 за обезбедување на оброк за секое дете, комплетно обезбедени средства од Општина Кавалаци без партиципација на родителите. Со овој пилот проект се опфатени од прво до пето. Рековте ќе има период да се согледаат сите оние недостатоци доколку ги има во текот на реализацијата. Може ли да се очекува и учениците од пето до девето да бидат вклучени во едно организирано хранење? Можна ли и таква опција? Гледате, за тоа што ако се вратиме малку назад и знаеме и ние кога сме били деца дека секој училиште имаше кујна организирана. Меѓутоа времето е малку во друг правец насочено. Од пето до девето децата не се малку веќе повозрастни, си бараат повеќе избор, имаат можност да испаднат надвор или од училишниот двор, така да ќе видиме во првичниот проект кој што е од прво до пето како ќе поминеме со конзумирањето на храната, а во оној дел ако преминеме и до девето одделение, во тој дел ќе мораме да се вратиме на концепт да секој училиште има соодветни услови во делот на кујна, во делот на приготвување на храна, и тоа е еден друг концепт кој што мислам дека е многу потешко изводлив во моментот, пошто знаете дека и кадрово, меѓутоа и во делот на стандардите кои што треба да се запазат за приготвување на храна, критериумите се високи, а најголемиот проблем е тоа што оние кои што треба да приготват храната се помалку ги има на дофат како работна сила, али не е таа исклучена можност, така да нашиот проект е зацртан така како што е сега, да од прво до пето секој дете добие бесплатен оброк. Пак ќе кажам, оние најмалите, најкршливите, кои што не може сами да се снајдат и да не бидат злоупотребени ниту продавница, па ниту да ракуваат со финансиски средства, па и да не носат од дома храна секој утро.